Орханови се преселија во нова куќа. Орханови се преселија во нова 4-катна куќа. Но при селењето Орхан никако не сакаше да влезе во својата стара куќа. Тој велеше: "Вие одете, а јас тука ќе останам." Орхан не можеше така лесно да се раздели од своите другарчиња, зашто сите мали и големи радосни и нерадосни случки го сврзуваа се за оваа улица. Овдека прв пат играше топка, леташе летала, овдека еднаш тој беше ја скршил дури и главата. Што ќе прави онака сам во неговото ново маало? Мајка му, не можејќи повеќе да го разубеди, реши да се послуши со една мала Итрина. Таа му рече: "Сине, одиме на гости, верувај ми, пак ќе се вратиме." Првиот ден од преселувањето, Орхан воопшто не сакаше да излегува од дом. Децата што си играа во дворот ги гледаше од прозорецот. На мајка си Орхан и рече: "Воопшто не се добри овие дечиња." Првата вечер во новиот дом Орхан ја мина мошна немирно, речи си без сон. "Мамо, мамо," почна тој, "ајде да одиме во нашата стара куќа, сакам да си играм со своите другарчиња." Мајка му рече: "Ти оди долу и чекај ме во дворот, а јас брзо ќе дојдам за да одиме заедно." Орхан отиде во дворот. По извесно време околу него се собраа голем број деца и девојчиња. Едното од дечињата му даде да се вози на неговиот велосипед, другото му даде играчка. Третото, Орхан се допладне така беше многу се занесол во играта што заборавил на мајка си. Дури кога оглотне, се сети и се качи горе. Мајка му на шега му дофрли: "Децата од оваа улица на вистина не се добри, нели? Но денес некако задоцнивме. Може ли утре да одиме во старата куќа?" Не, одговори Орхан. "Децата и од оваа улица се мошна добри. Те молам да останеме." Така Орханови сега живеат во својата нова 4-катна куќа.